Ние сме разочарани како одбрана на Катица Јанева од пресудата и од казните што ги слушнавме. Прво сметаме дека е апсолутно превисока казната за Катица Јанева. Судот во својот вовед кажа дека со оваа пресуда сака да се врати довербата во правосудството. Ние како одбрана сметаме дека со вакви пресуди не се враќа довербата во правосудството, напротив, сметаме дека судот треба да суди врз основа на докази, а во конкретниот случај докази дека Катица Јанева го сторила кривичното дело за кое денеска е осудено не постојат. И вие како новинари и целата јавност беше сведок дека за Катица Јанева обвинителството не достави никакви докази. Ке се жалиме, ке поднесеме жалба, се надеваме дека повисоките судови ќе имат поголем сенс за правда, за правичност, за носење на одлуки кои се базираат на основа на докази. Ќе се бориме до крај како одбрана на Катица Јанева и пред домашните судови и пред сите меѓународни судови. Значи судот донесе денеска пресуда, ја слушнавме сите, како што кажа колешката, не сме задоволни. Она што морам да го кажам е дека ми е многу драго дека јавноста во овој предмет беше присутна преку вас новинарите. Пресудата судот ќе носи во име на граѓаните на Република Македонија и тоа е со закон дадено право. Меѓутоа, граѓаните на Република Македонија преку вас, преку новинарите и преку тоа што вие го пренесувавте, затоа што вие бевте постојано присутни во судница, стекна своје убедување и ние имавме можност и надвор од оваа судница да видиме какво е чувството на граѓаните и како размислуваат. Лично и понатаму обстојуваме на тоа дека не постоеше ама ниту еден доказ за вината на Катица Јанева. Ќе поднесеме жалба, ќе видиме прво образложението какво ќе биде. Навистина не можам да во овој момент да предпоставам кое ќе биде образложението на судот со кое што го прифати во целост фактичкиот опис на кривичното дело како што тоа е опишано во диспозитивниот дел на обвинението. Апсолутно немаше доказ за ништо од тоа.